Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа и директорката на Институтот за комуникацијски студии Жанета Трајковска. Речиси еден месец помина откако нема веќе преговори, а преговарачот Ван Хојте изјави дека нема да ги има. Што мислите, дали медиумите стана жртва на партиските договори? Па после официјалното излагање на медиаторот или на преговарачот Ван Хојте дека преговори нема да има и тие се запрени и ниту се планираат, иако има одреден тип на консултации, можеме да заклучиме дека медиумите испаднаа жртва или некаков тип на нели нешто околу кое се преговарало и кое било тема на консензус или пак на попуштање од една или од друга страна. Така да точно медиумите се жртва и за жал тоа многу ќе се одрази на целиот предизборен процес и на целиот овој период до 5 јуни, додека не бидат, нели се надеваме, изборите како што се првично закажани. Жално е што медиумите сепак не се најде доволно сила медиумите да останат дел од преговарачкиот процес, бидејќи ние кои што работиме од страна или пак најголем дел од невладините организации и издруженијата сметаа дека овој момент сега со овој процес на преговарање ќе биде искористен не само за изборите, туку и после изборите, бидејќи медиумската ситуација е екстремно лоша во Македонија и состојбата со медиумите и професионалното новинарство воопшто не е на завидно ниво. Па некако се надевавме и го гледавме овој процес како еден долготраен процес во кој што ќе има навистина системски реформи на медиумскиот систем и новинарите ќе можат навистина да почнат да работат професионално, одговорно, но и слободно пред се. Има ли начин и кој е начинот на кој медиумите може да се вратат повторно на преговарачката маса? Има начин со лобирање, со дигање врева од страна на медиумските професионалци, невладините организации, издруженијата, од страна на ЗНМ, синдикатот, МИМ и другите организации кои што со години наназад се борат за професионално новинарство и пристојни услови за новинарите за нивната работа. И мислам дека тоа и беше кажано неколку пати во текот на самиот процес на преговори, кога представниците на овие невладени организации и издруженија излегоа пред домот на пратениците и јасно и гласно кажаа дека не може медиумите и невладините организации кои што се занимаваат со ова прашање да бидат издвоени од процесот и некој друг да преговара во наше име, односно во име на новинарите, во име на медиумските професионалци. На крајот, никој не може нас да ни помогне доколку ние самите не си помогнеме и не се избориме за она што е основно, а тоа е слобода на изразување и слободни и непристрасни и фер медиуми. Повторно ќе речам, не завршува светот на 5 јуни, нити пак Македонија ќе престане да функционира. Ние го гледаме тоа како еден поширок концепт, првенствено да се обезбедат услови до 5 јуни за фер избори, не зборуваме за технички добро изведени, туку за фер и демократски избори, а тоа значи предизборие во кое што ќе имаме простор сите политички субјекти кои ќе учествуваат во изборите да можат да ги прикажат своите програми, своите пораки, едноставно да се доближат до граѓаните, а граѓаните да бидат доволно информирани да донесат сопствен и самостоен став и да одлучат за кого ќе гласаат. А потоа не чека една сериозна работа, долгогодишна, за да ги вратиме медиумите на она ниво што беа пред 10 години. Очекувате ли дека до 5 јуни може да се постигнат суштински промени во медиумската сфера? Има ли доволно време за такво нешто? Не. За суштински промени во медиумската сфера немаше време нити пак нели од нова година кога почнаа околу нова година преговорите за медиумите па до април или до јуни. Ние зборуваме за сериозно заробено општество, за клиентелистички однос помеѓу сопствениците на медиумите и политичките врхушки, за сериозни економски врски помеѓу одредени уредници со нели центрите на моќ и така натака. Тоа не се едноставно тоа не можеме ние преку ноги да го смениме. Но ние се надеваме дека до јуни ќе има можност за некакви неколку чекори кои што ќе покажат дека после јуни тоа што ќе се случува ќе биде структурно, сериозно и длабинска реформа на целиот медиумски систем во Македонија. Знаете како, специјалното јавно обвинителство одржа една пресконференција и со таа пресконференција работите некако како да се поместија, бидејќи гласот што допре до јавноста беше дека има надежда, дека ќе има промени, дека можат работите да тргнат од точката каде што сме сега заглавени со месеци. Исто така и ние сметаме дека со
одредени промени на административно можеби, нели, или пак на формално ниво, со промените во Агенцијата за медиуми, со промените во програмскиот совет на МРТВ и со менаџерскиот тим во МРТВ и уредничкиот состав, нема да има доволно време да се смени се, но едноставно тоа ќе биде знак за за новинарите, за колегите и од тие редакции, но и од приватните медиуми, дека едноставно работите тргнуваат на подобро. Бидејќи јас верувам во тоа дека многу новинари точно знаат што значи професионално, балансирано и вистинито информирање, но се под сериозен притисок од различен тип, дали од уредниците, собствениците, политичките партии, од нивните роднини што работат во јавна администрација и така натака, да не ја работат својата работа како што треба. Тоа ние го на некаков начин мислам дека медиумската заедница го бара да се случи во наредните месеци и сериозно мислам дека една од работите ќе биде дека медиумската заедница како и секогаш ќе излезе јасно и гласно и ќе каже дали од наша перспектива се исполнети условите да има фер избори на 5 јуни или не, без оглед што ќе рече меѓународната заедница, без оглед што ќе се договорат партиските врхушки. Како може новинарите да се ослободат од притисокот? Тоа не е едноставен одговор, нели? Ништо во однос на медиумите не е едноставно, посебно кога живееме во медиатизирано општество каде што информацијата е се и каде што сите сме на социјалните мрежи 24/7. Политичките партии едноставно, посебно кај нас, дел од нив, ги ја преземаа улогата на редакции. Тие формулираат и прават вести 24/7 и повеќе имаме продукција на вести од некои центри за комуникација отколку од одредени медиуми. И тоа едноставно прави поместување на целиот медиумски систем. Спасот за новинарите е да се држат до професионалните стандарди. И тоа е и етичките стандарди. Тоа е едно нешто од кое што не смеат да отстапат. Потребно е тоа што со години наназад сите го зборуваме, политичките партии да ги тргнат рацете од институциите кои што се занимаваат со медиумите, како што е Агенцијата за медиуми, да се направи начин на селекција и на избор на тие членови во таа агенција кои што нема да бидат партиски послушници, само ќе криваат рака така како што лидерот ќе им каже. Од друга страна да реагираат и да си го имплементираат законот така како што треба, па да реагираат на говор на омраза, да реагираат на непрофесионално известување во смисол на недоволен плурализам, не само во јавната радиотелевизија, односно во МРТВ, туку и во приватните телевизии, затоа што да не заборавиме, тие се приватни, но тие имаат интерес да го штитат јавниот интерес во Република Македонија, бидејќи користат јавно добро, бидејќи имаат лиценца. Од друга страна пак, сепак мора да има еден политички консензус, дека политичките партии, без оглед кој ќе дојде на власт, дали оваа гарнитура ќе остане или ќе дојде некоја друга, ќе ги тргнат рацете од агенцијата, од јавната радиотелевизија и така натака, едноставно нема да функционираат тие центри на координација на медиумската агенда на дневно ниво, бидејќи ние сега имаме во многу сериозна, уедначена уредувачка политика на неколку главни национални телевизии. Во такви услови нит може да имаме демократско општество, нит може да имаме фер избори. Според резултатите од досегашното наблюдување на медиумите, мнозинството од нив известуваат фаворизирачки за власта. Колку во таква ситуација може да се зборува за правилно информирање во пресред на изборите? Не може да се зборува. Едноставно, сега ние ги следиме, само да дообјасниме и на гледачите, бидејќи ние не ги следиме сите медиуми, ги следиме само најголемите телевизиски станици кои имаат најголема моќ. Најголем дел од телевизиите кои што ги следиме или на таа една група која што сите ја велиме или провладините медиуми, имаат, како што кажав, уедначена уредувачка политика, дури исто ги редат вестите која е прва, втора, трета, четврта и така натака. Имаат демонизирачки однос кон опозицијата и фаворизирачки однос кон власта и кон политичките партии кои што се на власт. И во такви услови вие имате искривено информирање, вие имате извртано информирање кое нема баш многу врска со реалноста. Вие ја губите улогата на медиумот да биде критички да ја обсервира реалноста и да биде критички свртен кон тие кои што се носители на власта, бидејќи само на тој начин можеме да имаме демократско општество. Во ова општество сега, во оваа Македонија, ако вие бидете критички, ако критички обсервирате власта, веднаш сте прогласени за предавник, веднаш сте прогласени за шпион, веднаш сте прогласени за платеник на странски некакви сили, странски служби и така натака. Во таква атмосфера, кога се демонизира се и се напаѓа се што има малку поразлично мислење, тоа е многу блиску до сериозни, ригидни системи
кои што се поминати многу години наназад, нели? Значи за кои што ние не сакаме да се вратиме таму, ние сакаме да одиме кон Европа која што преферира слобода и се нели кон основните човекови права за слобода на изразување без оглед дали јас и вие ќе се согласиме околу одредена точка, секој има право на свој став. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.